Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, во време кога имаме криза, наместо како народни пратеници да дискутираме за најглавните проблеми на граѓаните, тука очигледно најважно за власта е да го допартизира и онака партизираниот Уставен суд, за да може джелатот Добрила Кацарска да суди и да носи пресуди по принципот трас-трас. И таа точка, според парламентарното мнозинство, не сме да се тргне од дневен ред. Почитувам председателе, согласно член 77, Собранието без претрес изјаснува за секој предлог за иземање и дополнување на предложениот дневен ред и предлогот на дневниот ред за седницата во целина. Во таа насока предлагам точката број 11 да биде на местото на точка 8, затоа што сметам дека е многу битна во време кога длабоко сте навлезени во продавање на македонската историја, македонскиот јазик, македонскиот идентитет и мислам дека е многу побитна оваа декларација по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев од предлог на Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета или од барањето за давање на автентично толкување на член 15 став 2, а во врска со став од Законот за спречување на заштита од дискриминација поднесен од пратеничката Маја Морачани. Но бидејќи одамна приоритетите во ова собрание и во овој законодавен дом и во ова парламентарно мнозинство се изместени, бидејќи ги одбивте предлозите и решенијата на ВМРО ДПМН за покачување на пензиите, за покачување на платите на просветните работници, очигледно она што ви доостанува е тотално да партизирате и она власт која што согласно Уставот треба да биде одделена од законодавната и извршната власт и тоа во моментов ви е приоритет број 1. При што на колегата Зендели сакате да му го скратите правото кое што е му е уставно загарантирано за свое одлучување онака како што тој смета. Така да ништо од вас не се очекува. Очекувам и дека по одбивањето на првите 7 точки за оваа декларација, очекувам и дека сега ќе одбиете. Но добро е да види македонската јавност дека вас за ништо не ви е гајле за пензионерите, не ви е гајле за наставниците, не ви е гајле за македонската историја, едноставно вас ви е гајле да седите тука, да ги исполнувате вашите партиски наредби како што ќе ви каже вашиот шеф Зоран Заев или администраторот Ковачевски и потоа заедно да излезете од тука и да кажете дека добро сте завршиле работата, а при тоа штети да трпат македонскиот народ и македонските граѓани. Благодарам. Прашањето за кои што се повикувате